Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео по ваша нарачка, бидејќи кога зборев за Оскари, затоа што нонстоп зборам за Оскари, на Инстаграм ми пишувавте да снимам влог која ќе гледам Оскари, така да овој влог Јас, Зоран од Куманово, Зоран од Куманово, ќе ви ga направам мост. ќе би ga направил мост. Во ова видео ќе гледаме заедно Оскари, тоест ќе снимам како јас гледам Оскари, како реагирам на Оскарите, затоа што многу барате да снимам предлози на филмови, така да сега ќе ги коментирам филмовите што ќе добијат или што се номинирани, за да ви кажам што имам гледано и што ви предложувам да гледате, што е добро според мене, што не и така натаму. Денешната атмосфера ќе се биде ваква, ние ќе се бидеме скроз наши, јас ќе се бидам во пижами, така да немам некој стриктен концепт за ова видео, само ќе се бидеме скроз наши, ќе дојдете со мене додека гледам Оскари и тоа е тоа. Ја гледаш вратата? Шо е? Значи да се знае, значи мислам дека е јасно. Личам кој некој супер херој. Чекаме да ги видиме како се дотерале сите, да се прошетаат на гламорозниот црвен тепих пред да почне церемонијата. Јас више заспивам, така да треба сега да земам да се расонам и да се гледаме цела ноќ. Ноќ на Оскарите, кај си бе Биланче? Време е да се расониме со кола и со кафе тука. И чека, морам да си ставам. Не ми се верува дека во 2020 уште е зборат за дали Оскарите се премногу бели или црни, или дека нема вакви номинирани, такви номинирани. Аман, луѓе, аман. Додека уште чекаме да почнат Оскариве церемонијата, да ви покажам јас колку уствари не сум нормален и колку секоја година си правам вакви списоци за да си запишувам номинирани, да си штиклирам што имам изгледано. Со тоа што неам сега доштиклирано што имам изгледано, зашто ме мрзело вајдно, а не изгледав точно се и еве како тоа изгледа, значи како се запишувам и еве за тие што викаат неам убав ракопис, имам совршен ракопис. Ај нека почне барем ова ред карпетов ми е многу досаден и сека трае најмалце 2 сати, сека само го чекаш за они да се шеткаат, да си ги покажат хагините. Аман више, морали да трае 2 сати, може трае буквално ко пола сат, најмногу сат, па после да почне церемонија. Ама не, мора да се седи до 6 сабајда. Ок, изгледа почнува пак како и последниве години со песна, само не знам што ќе пее. Види ги бре, сите се седнати бре, идеме бре. What? Прва номинација што ќе читаат ќе биде прва споредна машка улога. Скоро си изненадам, значи само што почнува да кажуваат, обично тие за крај ги чуваат бре. За оваа категорија освен Once Upon a Time in Hollywood, што ме депримираше колку не ми се свиѓаше, освен улогите на овие двајцава што ако нешто земе филмот заслужува да земе за улоги, Бред Пит и Леонардо, и за најдобар спореден машка улога. Баш ме интересира кој ќе земе и ајде. И гледа позади ги покажуваат бре. Ајде, кој? Ете, не се дојдени тие двајца. Бред Пит! Само ако се поздравија. Значи, единствениот филм што го имав гледано, што беа вие номинирани и зема Бред Пит. Ги немам гледано другите филмови, али Бред Пит беше маестрален во филмот. Али се надам дека Лео нема да земе, зашто за Лео имам други, за таа категорија имам други фаворити, не ќе Ди-Каприо да земе Оскар, така да Бред Пит добро. Our daughters Natalia, Gianna, and Bianca. Allah. You are my inspiration. Thank you so much, guys. Thank you. Леле, втора номинација читат анимиран човек. Секад било при крај тоа. Зашто измешаа се годинава? Значи прва номинација читаат споредна машка улога, втора номинација најдобар анимиран филм на годината. Еве, го мојот фаворит. Значи се молиме сега за Клаус. Така ли? Тука сум шокиран што годинава немаше номинација Frozen, што реално заслужува. Дури мислам дека го споредам со Toy Story. Само што Значи јас сум огромен фан на Toy Story. Почнав да зборам дека Frozen заслужуваше повеќе номинации од Toy Story и баш Toy Story зема Оскар за најдобар анимиран.
што секако мислам дека му имам дадено 10 и ги обожавам тој истории, секад земале Оскари и се едни од најдобрите анимирани што некад постојат. Иако некој не ги гледа, треба да ги гледа, али толку се надевам годинава за Клаус, зашто е многу добар анимиран и ми беше омилен годинава. Да кажам дека за мене е најдобар филм на анимиран за 2019, така да. Ај барем не некој за да беше некој друг ќе беше поишекри овака, ај барем изгуби од тој историја. Ајде. Најдобар краток анимиран зема Hair Love, што сега зборев него снимам зашто викам ај толку по-небитна категорија нема да снимам. Сакам да ви кажам да го гледате зашто стварно е, дури можам и линк да ви оставам зашто го има на YouTube, ако не заборавам ќе ви ставам доле линк да го гледате Hair Love зашто е добар и да си го гледате и краток е нешто како 5-6 минути 7 преку сила, така да гледате го. Ево го првиот настап за вечерва, ако не го рачунаме отварањето, Frozen 2 Into the Unknown. Леле. И нема да пее само Идино Мензел, туку ги пеат поише десетен елси од светот што синхронизираат Frozen. Така да добро некем да пропушта идам да гледам. Браво бе, Идинче. Оскар за најдобро оригинално сценарио, Knives Out, што ме еден од подобрите филмови што искочиле годинава, што толку се напнав. Единствена номинација што ја доби годинава Knives Out е ова. Оригинално сценарио и како оригинално сценарио многу ми се свиѓа, така да сега навиваме Knives Out да земе Оскар. Те молам. Единствена номинација нека го земе барем тоа. Леле Parasite може ќе земе. Ајде, Knives Out, Knives Out, Knives Out. Bong Joon-ho. Parasite. Parasite има 6 номинации годинава. Ова му е прв Оскар што го добива и мислам дека до Сабајле ќе земе уште, ја му предвидувам барем 4 Оскари да земе, значи. Зашто јас колку се мрднав со тој филм, али колку отпосле читав и сватив дека уствари сите колку го издигнуваат колку им е добар, али јас стварно се скренав со тој филм и очекувам дека ќе земе многу и ете Knives Out нема Оскар. Јајкс. Чита документарец. Ханилен. Јас сега тоа го зборев дека Ханилен некако не верувам дека би земал за реално мислам дека не би му дал и покрај Parasite, како се изговара, и покрај сите што се не англиско подрачје филмови. Така да единствено што јас гледам дека би имало шанса Ханилен да земе документарец што сега го чита. Така да ајде се молиме, дај Боже да земе 2. Мада да не земе и ни еден би било доволно што све направија, али еве се молиме да видиме кој ќе земе документарец. The Oscar goes Те to молам. American Factory. Американска фабрика го добива Оскарот за вистина. American Factor, јаман морали све американско. Сега ќе почнам да хейтам све што не е бедера земја. Не, ова стварно гледав категорија што имаме поголеми шанси реално. Стварно не верувам, стварно би било чудо да земеме за најдобар странски. Али ето останува на тоа да се надеваме. Најдобра споредна женска улога. Навиваме за адвокатката од Marriage Story. Ајде, ова треба да земе. Па фала Богу! Значи, што реков? Предобро беше. Не се појме два пати, скоро цел филм беше и многу ми се свиеше како глумеше, како цело време се бореше ненормално. Ова нигде не го најавија. И Били Елиш и сите што ќе настапуваат ги има најавено. Еминем никој не го најави. Това никаде не беше најавено, бре. Сите знаат. Настав за песната од Хариет, што има номинација за песна и за најдобра главна женска улога, баш пеачка што пее. Покрај Into the Unknown, ја најбам за оваа песна да земе за песна, а не Into the Unknown, така да нека се и оди Frozen годинава без Оскари. Леле, обожавам песнава, значи. Стигнавме до најдобри визуелни ефекти. И Lion King, заборив дека Lion King имаше номинација. Да ве апдейтнам во колку саат се наоѓаме веќе 4:13. Се молиме за Avengers или за евентуално за Lion King. Види бре. Сигра со тоа. What?
Аман. Епа, луѓе, стигнавме до моментот кога ќе прогласуваат Оскар за најдобар странски филм. Или во превод, последната шанса Ханделен да си оди со Оскар и да напише историја како прв македонски филм што некојаш земал Оскар. Иако веќе испиша историја со повеќе ствари. Ајде, леле бре, замисли бре човек. Ајде, те молам. Оскар добива Паразит во режија на Докажав ова преска, која зборев. Дека очекувам Парасайт да земе за најдобар странски филм. Зашто знам дека чим не земаме за документарец, нема шанса на Парасайт да им го земе Оскаров. Веќе и на сториње и сега да зборев многу за успехот на Ханделен и дека е доволно, али пак си се понадевав дека барем ќе земе бре за документарец. Али ете ништо. Ќе чекаме некој друг да ја испише историјата, да биде прв македонец што земал Оскар. Се надам дека после Ханделен ќе имаме почесто представници вакви. Добро, идеме на следна категорија. Во 4:42 Джокер го добива првиот Оскар и тоа за најдобра оригинална музика. Амин, фала Богу, после толку номинации не добиени прв Оскар за Джокер во 4:42. Ајде, Елтон Џон да не земе Оскар за најдобра песна, затоа што не сакам да земе. За кого рековме навиваме? За Хариет навиваме. Колку само знаев, човек. Вечерва ништо не ми иде, човек. Уште да не ми земе Хоакин Феникс за Джокер за најдобра машка улога и толку. Од овие Оскари, само уште тоа го чекаме. Најдобар режисер. Што ти кажав пред 3 минути. Значи зборевме кој мислам дека ќе земе за вакво и кажав дека режисерот на Парасайт ќе земе еве го. Трет Оскар за Парасайт од 6. Се уште може да земе најдобар филм на годината. Човече, Парасайт. Леле, Yesterday, бе. За само една година од сега ќе гледаме Били како го зима својот прв Оскар за најдобра песна за Джеймс Бонд. Луѓе, што зборам цело време? Значи многу работи ми се утна вечерва, ама ова најдобра машка улога, најдобар глумец за 2019, најдобра улога од сите. Хоакин Феникс е името што мора да земе Оскар, човек. Мора. Крај. And the Oscar goes to Хоакин Феникс. Фала! Фала, значи не смееше никој друг да биде. Yes! Yes! Се селиме на најдобра актерка и тука е многу тесна борба, али јас лично сум за Скарлет да земе за Marriage Story, а ако не на второ ми е Синтија Евио за Хариет. Али многу би сакал Скарлет, зашто сега прв пат и беше да добие номинација и тоа 2 доби за Оскар сега, прв пат. Најмногу поради све што има направено кариерата до сега. Го немам гледано Джуди, јас така да. Нека ја честитки Скарлет, нема Оскар. Ако некој го има гледано Джуди, што го гледа видео, нека пише доле. За дали го препорачува, али чим зема женава, валја треба се провери. Остане уште најдобар филм. Дојде времето, Best Picture. Најдобар филм за 2019. Јас, значи, типувам дека ќе земе или Парасайт, или 1917. Мислам дека најмногу би сакал Джокер, зашто имаше 11 номинации, зема само 2 до сега и баш ми било мило да го краде последниот, онака мерачки. Али мислам Парасайт ќе земе или 1917. Ајде. Оскарот за најдобар филм го добива Паразит. Ова е прв пат во оскаровската историја. Што реков? Четврт Оскар од 6 номинации. Најдобар филм за 2019 Парасайт. Човече, не ми се верува. И парано бе, сме знаели да 6 да заглавуваме. 5:26.
Сва видеа више само 24 сати у кола, само нешто се глупирам, само нешто не спијам за видеа, више ќе се мртнам. Нема да го одјавам видеото сега, само сега да ви кажам, добра, ноги више не функционирам, сега ќе спијам 3 дена и се гледаме со Бајле некојаш, чао. Неколку часа спиење порацна и не личење на ништо. Тука негде ќе завршам мојот видео. Искрено појма немам колку сум опфатил и колку сум коментирал, ама колку што може да се коментира во 5 сат со Бајле, се надам дека е доволно. Ги гледавте моите први искрени реакции на Оскарите 2020, така да генерално не сум задоволен со многу категории, али интересно. Мислам дека Eminem беше хайлайт на цели Оскари. Ако ви се допадне ова видео, ставете лайк, не заборавајте да се субскрабите на мојот канал и ние се гледаме на следното видео.